сегашната опозиција, тогашната власт, упорно се противеше да има реформи во медиумската сфера и не сакаше да се промени ништо од амбиентот во кој што беа поставени и регулирани медиумите во Република Македонија. Тогаш говоревме, ветувавме, сега е период кога треба да го реализираме сето она што е кажано, дека медиумите во Македонија мора да бидат ослободени од било каков притисок, политички, финансиски, било каков друг притисок. Пржинскиот процес резултира со еден предлог текст на закон кој што тогаш беше поддржан од трите партии учеснички во тие преговори, од Социјалдемократскиот сојуз, ДУИ и ДП, единствено ВМРО ДПМН не го поддржа. Понатамо некаде првата половина 2016 година предлог текст на закон во слична форма беше понуден во собранието од страна на медиумските здруженија, пратеничката група на опозицијата и неколку независни пратеници во собранието го гласаа тогаш тој закон, но за жал не помина. И ова е многу значено, бидејќи се промени власта, но тоа не секогаш значи дека се променили навиките или желбата за начинот на кој што властите се однесуваат кон медиумите. Затоа е потребно во телото што врши контрола или регулација да има експерти, да нема луѓе што имаат поврзаност со политички партии или се високи представници на органите и телата на партиите, да има луѓе кои што ја познаваат професијата, долги години работеле во неа, ја познаваат медиумската индустрија и луѓе кои што навистина ќе се постават во улога на правилен и честен регулатор. Од тука натаму можеме да одиме во фаза на целосно поттикнување на саморегулаторните механизми, бидејќи најдобро е што помалку регулација, ама морате прво да имате квалитетна регулација. МРТВ ќе нема комерцијални реклами, тој пазар останува на приватните медиуми. МРТВ не смее да се меша во начинот на кој што приватните телевизии набавуваат програми од странство, купуваат производи и така натаму, бидејќи ги нарушува пазарните услови, но затоа МРТВ има сериозна обврска програмските содржини да ги испочитува, а тие се во интерес на сите категории граѓани. Никогаш повеќе да не се повтори атмосфера, политичките партии да морат да интервенираат низ некакви фази на преговори за да се дојде до една атмосфера за медиумите или оние што ги регулираат да функционираат на нормален начин. Има потреба да се променат некои одредби во законот за пристап до информации, бидејќи е доста рестриктивен, не овозможува новинарите да си ја завршат својата работа, долг е рокот на добивање на информации. Потребно е Министерството на внатрешни работи да поведе темелна истрага за напади врз новинари, насилство, да ја гарантира безбедноста на новинарите и медиумите при вршењето на нивните работни задачи. Потребно е да се направи максимум напор да се спречи говорот на омраза, кој што беше можеби доминантен во некои медиумски производи. Потребни се многу работи, за сето тоа сме отворени. Подготвени сме се што може да се направи за новинарите слободно да си ја извршуваат својата работна задача. Нашата цел е јавниот радиодифузен сервис да биде целосно непристрасен и независен медиум, а регулаторните тела да бидат пред се транспарентни, професионални и компетентни. Нашата намера е на медиумите да им обезбедиме слобода за информирање на граѓаните и за артикулација, но и на нивните потреби од аспект на бизнис интересите. Радиодифузерите треба да имаат еднаков третман во насока на развивање на здрава конкуренција помеѓу медиумските куќи. По таа насока сакам да ја акцентирам заложбата на владата за целосно и доследно почитување на законите за авторски права, но и законите, односно регулативите за откупување на телевизиски права за емитување на програми на територијата на Македонија. Сакаме да предвидеме реформи во медиумската сфера, што ќе бидат резултат пред се на предлози засегнати од сите засегнати страни. Ние, како држава, како влада, не сакаме да бидеме главниот мотор и креатор на политиките во реформите на медиумите. Тоа треба да се случи на предлог на сите заинтересирани страни, Сдруженијата на новинари, Сдруженијата на радиодифузерите, независните регулаторни тела, медиумските работници, граѓанските организации кои што ја следат работата на медиумите. По таа насока сакаме да јавно кажеме дека сакаме да ги прекинеме сите финансиски текови од страна на буџетот кон комерцијалните медиуми
со цел да обезбедиме целосно комерцијализација на медиумскиот пазар во Македонија. Државата се што има да им соопшти на сопствените граѓани, тоа ќе го прави преку јавниот радиодифузен сервис. Од друга страна, максимално сме отворени да ги слушнеме сите предлози од страна на професионалните здруженија, организациите, кои што одат во контекст на намалување на задолжителните програмски обврски, кои што медиумите ги имаат и кои што беа воведени со цел да се на некој начин компензира делот што на финансирањето што го добива од страна на државата. Со ребалансот на буџетот, и веќе самите знаете, само сакам да го уште еднаш нагласам тоа, обезбедени се финансиски средства за укинување на радиодифузната такса. Сметаме дека тоа ќе можеме некаде од октомври најверојатно да го спроведеме, ќе видиме. Ето, секако во текот на есента и ќе се укина радиодифузната такса, требаше најпрвин да се обезбедат буџетски средства за тоа, за да го обезбедиме. Тоа беше обезбедено со големи кратења во делот на непродуктивни трошоци, репрезентација, голем број на комерцијални маркетинг кампањи кои што беа спроведувани од страна на кабинетот на премиерот на државата. Така што можеби најголемите кратења со ребалансот на буџетот беа кај самиот кабинет на премиерот, но затоа се обезбедени средства за голем број на проекти кои што ги ветивме, меѓу кои и укинувањето на радиодифузната такса. Така што пред крајот на оваа година државата целосно врз себе ќе го превземе финансирањето на јавниот радиодифузен сервис и сето она што во пакет со тоа беше договорено. Желбата и намерата на владата за отчетност и транспарентност мора да ја почувствуваат граѓаните, а тоа е преку медиумите, преку новинарите да ја добијат и таа информација и начинот на кој што новинарите ќе имаат услови да работат и да соработуваат со владата. Од тие причини, во рамките на кабинетот на премиерот и на генералниот секретаријат се прави еден сектор за информации и односи со јавност. Тоа е тим на луѓе, бројката би требало да биде која ќе се заокружи, тоа е процес, не можете да кажете веднаш колку ќе бидат, некаде околу 40 на луѓе, од прилика, кои што се поделени во 6 одделенија и кои што би требало да го овозможат оној начин на комуникација по принципот на најсовремените форми на комуникација што ги имаат европските практики. Овој тим и овој сектор тесно ќе се работува и со оние мини сектори во министерствата кои што ќе бидат за односи со јавност и комуникации, значи и во секое министерство, можеби и во побитните предпријатија, буџетски установи ќе има такви мини одделенија, бидејќи е неопходно да знаат граѓаните како тие функционираат, например, управа за приходи и така натаму. Значи, овој тим ќе има двојна улога: да ги презентира политиките на владата, на кабинетот на премиерот и на министрите, на министерствата, и исто така да комуницира тесно помеѓу себе. Значи, министерствата, кабинетот на премиерот да може да разменуваат информации за да има еден нормален тек на комуникација внатрешна, но и кон граѓаните. Овој тим треба да го подготви целиот тој пакет на мерки кои што ќе значат комуникација со граѓаните. Една е редовни брифинзи, неделни, што ќе бидат одржувани за новинарите и за медиумите. Друго е достапност, тука и Дамјан може ќе помогне, бидејќи во тој дел тука ќе се направи, технички ќе се организира целата таа работа, достапност на веб страниците, на сето она што значи можност граѓаните не да чекаат информација, туку во секој момент она што сакаат да го дознаат, да можат да отворат на страната на определена буџетска уставина и да ги дознаат информациите. И за политиките на установата, и за начинот на трошење на парите на граѓаните. Подготвени сме да одиме до максимум отворено, не само тендерските постапки, туку и договорите од тендерите да бидат објавувани јавно и транспарентно, освен оние делови кои што се деловна тајна. Знаете, тоа има закони кои што го регулираат сето тоа. Оваа влада мора да ги постави стандардите на отвореност, отчетност и транспарентност. Ако сега не ги поставиме, никогаш нема да се постават. И тоа ќе биде обврска за секоја наредна влада да се однесува така или уште подобро. Ве молам тука, давајте сугестии и предлози. Ако забележувате некаде дека нешто не функционира како што треба, укажувајте ни. Неопходно е взаемно да си помагаме за да го направиме поефикасен тој систем. Како да ви кажам, имајте малку и трпение, бидејќи луѓето се снаоѓаат, сите се снаоѓаме во едни вонредни услови за работа. Видовте во зградата на владата
нема бироа, нема поврзаност на интернет. Такви работи се случувале, за жал, и тоа отежнува, меѓутоа тоа не е оправдување, правиме се што можеме, што е можно побрзо да се воспостави системот и медиумите, новинарите, но пред се граѓаните да имаат квалитетна информација како работи владата. Толку околу тоа. Директорот на Македонската радиотелевизија итно бара средба со министерот за финансии, ќе ја добие таа, веројатно утре, сака да каже во колкави долгови е јавниот сервис. Значи и таа информација мораме да ја добиеме. Он вели дека е драматична ситуација. Да видиме што значи тоа драматична. Прво треба да го менаџираме моментот на драматичноста, а понатамо да видиме зошто е тоа така и кој дозволил такви работи да се случуваат и врз основа на што тоа. Меѓутоа тоа е втора фаза. Елементарно итно треба да се помогне јавниот радиодифузен сервис да не престане да функционира. Сакам да најавам дека ние сега законската обврска за било кој предлог на закон да биде на НР 10 дена, ќе го зголеме на 20 дена, за да сите заинтересирани страни имаат можност повеќе време да го гледаат, дискутираат, дебатираат и така натака. Ама за да се полни и НР и Open Data и така натака, треба луѓе позади. И затоа требаат луѓе кои што ќе се задолжени за комуникација со граѓаните. Во моментов ги немаме тие за жал капацитети, се надевам дека сега веќе ќе имаме. Ние сме максимално отворени за дерегулација на програмската содржина од страна на владата. И тука сакам и да го поздравам вашиот предлог за смалување на процентот од 50 на 30% на сопствена продукција, затоа што сепак сметам дека е коректен, треба да го и дискутираме, но е едно реално согледување состојбите и тука сакам да заблагодарам на разбирањето, затоа што и ние државата тука ќе заштити пари кои што ќе може да се искористат за други работи, меѓу кои што и за финансирање на Македонската радиотелевизија. Не чекајте од нас да кажеме ова е сега и ај врз тоа да дебатираме. Давајте предлози. На кабинет мейл цело време. Не мора на кабинет, и кај Роберт, било каде, да сме во постојана комуникација, за да што е можно побрзо, полесно дојдеме до заеднички решенија. Не икеме да наметнеме никому ништо. Оно што сакам да ве замолам, ајде да ја погледнеме реалност. Значи сега се собира радиодифузна такса, која што покрива само 25% од трошоците и за МРТВ, вкупниот буџет и за агенцијата и за радиодифузија, македонска радиодифузија. Се друго, македонска радиодифузија, јавното предпријатие. Се друго повторно доаѓа од буџетот. Што се залажуваме? При што процентот на наплата на радиодифузна такса е околу 35%. Граѓаните имаат после проблеми со извршители, наплата, судски трошоци и така. Преку ноќ ништо нема да се случи. Преку ноќ нема да си ги решиме проблемите. Сакаме да кажеме дека во владата имате партнер, ама вие сте носителите на реформите во медиумскиот сектор. Не смее да е тоа власт било која. И тука можеме од аспект на институциите се што е наша законска МВР апсолутно ќе ги адресира сите овие случаи на напади на новинари од секој аспект и тоа е дел од функционирањето на системот.